И покрај ребалансот на буџетот, капиталните инвестиции годинава се на историски највисоко ниво. Ако во 2006 година капиталните инвестиции изнесувале 156 милиони евра, за 2016 година е проектирано тие да изнесуваат 568 милиони евра или поголеми за 3,6 пати. За 10 години капиталните инвестиции во инфраструктурата се скоро 4-кратно зголемени. Во моментов интензивно се градат три автопати: Демиркапија Смоквица, Кичево Охрид и Милодиновци Штип, а се работи на делниците Смоквица до Гевгелија и Милодиновци до Штип. Во завршна фаза е изградбата на делницата Демиркапија Смоквица, која треба да биде пуштена до крајот на оваа или најдоцна до почетокот на 2017 година. Автопатот до Штип треба да биде готов следната година. Автопатот Кичево Охрид треба да биде готов во 2018 година. Планирано е годинава да бидат завршени половина од предвидените градежни работи. На терен работат 1200 работници и над 550 градежни машини. Се инвестира и во гасификацијата. Од ребалансот кој денеска е доставен до собранието може да се види дека се зголемени средствата за изградба на националниот гасоводен систем. Гасоводната делница Клечовце Неготино е завршена, а во подготовка е фазата за изградба на гасоводната делница Штип Неготино. До август ќе почне изградбата на уште два гасоводни делници, тоа Неготино Битола и Скопје Тетово Гостивар. Со ова ќе бидат изградени вкупно 265 километри од гасоводниот систем, односно повеќе од половина од главните магистрални правци. Министерот за финансии Кирил Миновски во интервју за телевизија Нова вели дека покрај ребалансот капиталните инвестиции се на највисоко ниво досега и дека ниту еден капитален проект нема да се прекине, а за оние проекти кои имаат засилена динамика за реализација ќе има дури дополнителни средства. Купниот износ на средства кои што се наменети за капитални расходи со ребалансот пред се во однос на одредени инфраструктурни проекти како што представуваат коридорот 10 и гасификацијата, не само што не се намалени, туку се зголемени. Главните кратења се во делот на трошоците за стоки и за услуги. Настојувавме ниту еден проект кој што првично сме го ветиле да не биде прекинат. Сите проекти кои што се ветени од страна на владата на Република Македонија ќе продолжат да се реализираат. Дел од капиталните проекти кои тековно се реализираат се инвестициите во здравството. Ако во 2006 година ставката за капитални инвестиции во здравството била нула, во 2016 година се издвоени средства за изградба на општата болница во Кичево и опрема на клиничката болница во Тетово. Издвоени се средства за ПЕТ центарот, за изградба на нов клинички центар во Скопје Штип, за реконструкција на 20 јавни здравствени установи, како и за изградба на амбуланти во руралните подрачја. Во образованието во 2016 година се предвидени средства за изградба и реконструкција на основни и средни училишта, како и за изградба на училишни спортски сали во основни и средни училишта, за реконструкција на ученички и изградба и реконструкција на студентски домови. Во земјоделството годинава се предвидени инвестиции во системите за наводнување во јужната долина на Вардар, односно местата Миравци, Негорци, Гевгелија, Грчиште, Паљурци, Кованци, Василево и за хидросистемот Лисичево Велес, како и за хидросистемот Летовица. Исто така значителни средства се издвоени за поддршка на руралниот развој. И покрај политичката криза и двата предизборни периоди во кои не може да се реализираат капитални инвестиции, ниту еден од капиталните проекти предвидени за годинава не е прекинат.